Демири. Убаво решение, добра топка кон Адриан Ухију, прекрасен удар, речи се од мртов агол. Има втор корнер, конечно е една убава акција на фудбалерите на Слога Магнат. Долго патена топка, надвор од 16-тиот, голема шанса и на местото на Тони Саевски, на кормилото на Омонија, полјакот Франтишек Жмуда, 56 годишниот, проверен фудбалски стручњак, дојде од Виджев Лодж на 2 јуни оваа година. Нов опасен напад на фудбалерите на Омонија преку Харалампус. Голема шанса за Омонија и 2:0. 2:0 за екипата на Омонија. Мајсторски погодок. Невоќен беше, Един Урединовски. Одличен центар шут беше упатен. Останува со нетрпение да го чекаме настапот на нашата репрезентација, која во август во премиерниот дуел игра на овој терен со Ерменија. Сега еден обид на Горан Станковски. Да видиме што ќе донесе овој четврти удар од аголот за Омонија. Опасен центар шут, за среќа за Малкова топка профуче таму крај левиот директ на голманот на Нурединовски. Само тројца интернационалци. Споменав голманот, играчот со број 5, се унгарски интернационалци, играч со број 9 од Словачка доаѓа. Сега нова голема шанса и нема погодок, овој пат се посрамоти Мариос Семистолиус. Млади надежни кипарски фудбалери, желни за докажување, ќе има многу проблеми веројатно во продолжението. Одбранените играчи на Слога Магнат, голема шанса, нема офсайд и нема ни погодок. Овој пат се посрамоти гостинскиот играч Никос Георгију. Екипата на Слога Магнат, нејзините фудбалери ќе има се помалку сили за поволен резултат на овој меч. Дори сега се гледа дека оставила трага, она голема пауза. Еве сега уште една одлична интервенција, се редат шансите на брзина. Ова е 18-ти настап на Слога Магнат во европските фудбалски купови. Поточно 8 сезони има играно. Ова е 9-та, значи 18-ти настап, само да проследиме, нема офсайд, голема шанса, дали ќе биде погодок, така е 3:0 за екипата на Омонија. Играчот со број 20 стрелец на овој погодок, капитенот на екипата, единствен со жолт картон за сега, Константину Каифас, 29 годишниот репрезентативец на Кипар, и тој се запиша во листата на стрелците. Навестува, најавува нова катастрофа, дебакл на Слога Магнат. И овој пат немоќен, Един Урединовски. Станковски до Чолаковиќ. Па Арбен Ухију. Еве сега голема шанса, дали конечно ќе има погодок, меѓутоа погледнете, катастрофална грешка, топката ја мина гола од линијата, нема да важи овој погодок. Запознавме тимот на Омонија од Никозија, Кипар. Нова голема шанса и одлична интервенција на Един Урединовски. Овие фудбалери се сепак доволно квалитетни, зрели, меѓутоа само за нашето првенство. Далеко сме од Европа, очигледно. Сега голема шанса, Арбен Ухију и конечно погодок. На 6 минути пред крајот, екипата на Слога Магнат успеа барем да го постигне почесниот погодок во дуелите со Омонија. Ќе можеше Слога веројатно да се бори и дури за изравнување, меѓутоа како и да е, добро е барем е постигнат почесен погодок. Дали ќе успее да се избори за баре почесен, уште почесен пораз
Ovaj pad, golemo promašivanje, sve po sramoti Ertan Demiri. Demiri. Odlična topka kon Adrianu Hiju, po levata strana ko ima Goran Stankovski osamen. Topka za Goran Stankovski, međutim presilno patena za malce veše kuz zbog reakcijata. Marius. Сега лоша интервенција на нашиот играч, меѓутоа Нурединовски натам расположен за шал. Ке мора повторно по четврти пат да вади топката со стената мрежа. Поголемата грешка на неговите соиграчи во одбраната, има право да се лути Един Нурединовски. И за четвртиот примен погодок воопшто не беше виновен. Големо невнимание, катастрофална грешка на одбраната на Слога и го магна тука кумуваше на влезениот Ерџан Ариф. Последни секунди од надпреварот. Бајрами. И во последниот напад, без решение, впрочем така беше и во текот на целиот меч. Крај на сите мајки на фудбалерите на Слога и го магнат во овие дуели со далеко по-квалитетниот, по-подготвен противник. Омонија, нов заслужен пораз и повторно убедлив. Не успеа достојно да се простат од ова надпреварување, да се збогуваат фудбалерите на Слога и го магнат.